за вести на К1. Добро вечер, почитувани. По настаните на денот започнуваме. Останете со нас. Кавадаречкото јавно предпријатие Комуналец доби грант средства во износ од 2,5 милиони евра. Советот на општина Велес на 6-та седница ќе расправа за 8 точки. Првата точка е нацрт буџет на општина Велес за 2018 година. Недостиг на гинеколошки и стоматолошки столчиња и проблеми при вработување. Ова се дел од проблемите кои се соочуваат лицата со телесен инвалидитет. Кавадаречкото јавно предпријатие Комуналец доби грант средства во износ од 2,5 милиони евра. Финансиите се доделени од германската КФВ, Банка за развој и германската влада. За кои проекти ќе бидат наменети овие средства дополнително ќе се утврдува. Дополнително, Комуналец од банката има одобрено кредит од 600 милиони евра, од кои 20% се грант средства. Со грант од 2,5 милиони евра ќе се модернизира Кавадаречки Комуналец. Проектот финансиски е поддржан од германската КФВ Банка за развој и германската влада. Овие средства се одобрени како резултат на досегашната успешна работа на Комуналец и домакинското менаџирање и распределување на средства од претходниот проект на Комуналец во соработка со КФВ Банка. На последната седница советниците едногласно изгласаа Комуналец да го потпише договорот со КФВ Банка, а за кои проекти ќе бидат наменети овие средства дополнително ќе се утврдува. По оценка на германската влада и експерти што ги пратеа таму, има констатација дека најдобро имплементиран проект од сите тие најнаменски истрошени средства се во Кавадарци. Кој резултат на тоа ни доделија уште 600.000 евра од првата фаза кредит, што наскоро ќе ви биде доставено како одлука на Совет, плюс овие 2,5 милиона евра, значи околу 3 милиона и 100.000 евра. За грантот 600.000 евра се кредит со 20% грант. Според советникот на СДС Маташо Радњански, недостиг на вода во Кавадарци допрева ќе има поради изградбата на две нови винарски визби на местноста викана Белград, за кои претходниот состав на Советот донесе одлука за изградба. Со тоа автоматски потрошувачката на вода ќе биде поголема, потенцираше Радњански. За да се реши овој проблем, тој предложи да се искористи изворот на вода кој што постои кај Тиквешкото езеро. И дека тој извор проаѓа низ една поминува низ една каптажа од можеби 2-300 метра со многу солидна температура и чистина како излегува. Дали е можно во овој проект? Тоа вие ќе ми кажете, ја не тврдам бидејќи не знам дали е строго наменски, зашо е наменски, да се аплицира со тој проект, затоа што чинам дека таа количина на вода од 16 литра во секунда е доволна за една местна заедница од 3-4 луѓе. Дополнително Комуналец од КФВ Банка има одобрено кредит од 600 милиони евра, од кои 20% се грант средства. Со овие средства ќе биде опфатена улицата Дешка Тошева, која има хроничен проблем со канализацијата, како и споредните краци околу неа. Исто така со овие средства ќе се модернизира фекалната атмосферската канализација и колекторски систем за Марене и Глишич. Овие финансии се доделени со грејс период од 10 години и каматна стапка од 2% и рок на отплата 30 години. Во вторник на 12 декември Советот на општина Велес ќе одржи 6-та седница на која советниците ќе расправаат за 8 точки од дневниот ред. Како прва и приоритетна точка е нацрт буџетот на општина Велес за 2018 година. Валентина Михайловска со деталите. Советот на општина Велес на 12 декември ќе одржи 6-та седница на која се поставени 8 точки на дневен ред. Првата точка е нацрт буџет на општина Велес за 2018-та. Останатите 7 точки се однесуваат на предлог одлуки и тоа за донесување на измена и дополнување на детален урбанистички план за делот Велес, локалитет дел урбана единица 7 Алекс Одемниевски Бауман, дел од урбан блок 38. Како трета точка е предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Велес
за 2018 година. Потоа предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Македонија на подрачјето на општина Велес, за изменување и дополнување на програмата за активностите во областа на заштитата и спасувањето, против пожарната заштита и управувањето со кризи за 2018 година. Шеста точка е предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активностите во областа на културата, потоа образованието и социјалната заштита, сите за 2018 година. Градоначалникот на општина Велес Аца Коцевски најави соодветни реформи во врска со недостигот на простор во детските градинки во основните училишта во Велес. Тој потенцираше идејата за спојување на основните училишта Благој Кирков и Јордан Хаджи Константинов Джинот. Со оглед на недостиг на простор во детските градинки во општина Велес, а вишок на простор во основните училишта, градоначалникот Аце Коцевски најави соодветни реформи. Тој ја потенцираше идејата спојување на основните училишта Благој Кирков и Јордан Хаджи Константинов Джинот и соодветна употреба на поранешната зграда на училиштето Джинот. Да направиме соодветни реформи во искористувањето на постоечкиот простор во постоечките клонови на детските градинки. Планираме да отвориме такви можности во поголемите селски населени места и се разбира паралелно да им помогнеме и на соседните општини Чашка и Градско, бидејќи нивните детски градинки ќе бидат во состав на нашата детска градинка како клонови. Коцевски се надева дека просторот кој стои празен и неискористен добро ќе послужи. Друг недостиг е што Велес има недостиг на соодветен кадар стручен кој треба да ги воспитува децата во детските градинки. Треба и на тој план во наредниот период да работиме, да се образуваат што повеќе стручни кадри кои ќе можат да ги воспитуваат децата во детските градинки. Коцевски смета дека барем 3 часа дневно би требало секое дете да оди во детска градинка со цел воспитување на истите. Останувањето дома, вели Коцевски, негативно влијае на развојот на децата. Стабилноста на една земја е основниот предуслов за да биде се попривлечна за странските туристи. Ова е оценката на францускиот амбасадор во Македонија Кристијан Тимоние, кој на новинарско прашање потенцираше во врска со посетеноста на француски туристи во Македонија. Туризмот во Вардарскиот регион ќе се развива со примена на француски искуства. Проекти кои допрва ќе се реализираат по примерот на регионот Алзас од Франција. Зошто бројот на француски туристи во Македонија е мал? Одговор на ова прашање дава амбасадорот на Република Франција во Република Македонија Кристијан Тимоние. Тој на меѓународната конференција која неделава се одржа во Велес ја потенцираше безбедноста како една од поважните причини за престој во Македонија, но уште поголема важност и акцент стави на атрактивностите кои може да ги доживеат при самиот престој. Првата работа е навистина да биде земјата стабилна и да дава слика на земја во која што има и мир и спокојство. А втората работа да се знае навистина да се истакнат сите богатства кои што ги има во оваа земја, затоа што постои напредок кој што треба да биде постигнат од областа на животната средина, но исто така и од областа на пречекувањето на туристите. И амбасадата веќе има отпочнато тако видно соработка, меѓутоа сепак треба да почнеме со конкретна реализација на проекти од тие области. Македонија во последните години континуирано го зголемува бројот на странски посетители. Од Агенцијата за поддршка и развој на туризмот велат дека работат на нова туристичка стратегија. Змените кои што ги правиме се системски, значи од самата системска поставеност на туризмот до развојот на локалната комуникација, од централно ниво спрема локалното ниво. Во
изготвување сме на еден документ кој што ќе ги обедини сите туристички чинители и позади кој ќе застанеме сите заедно со владата на Република Македонија за да ги одреди чекорите во како тоа ние ќе почнеме да го развиваме туризмот во Македонија на начин одговорен и на начин кој што ќе развива одржлив начин на туризам. Локалните самоуправи гледаат можност преку туризмот да ја развиваат локалната економија. Велес по примерот на француски Алзас ке се обиде да стане дел од туристичката мапа. Бариерите постојат во главите на луѓето. Лицата со телесен инвалидитет не треба да се соочуваат со предрасуди или да се третираат како маргинализирана група, велат од Сдруженијето Мобилност Македонија. Председателот на истото здружение Бранимир Јовановски јавно ги произнесе повеќето проблеми со кои се соочуваат лицата со телесен инвалидитет. Недостиг на гинеколошки и стоматолошки столчиња. Ова е еден од повеќето проблеми кои се соочуваат лицата со телесен инвалидитет. Во Македонија има само еден гинеколошки стол за жени во инвалидска количка, информира Бранимир Јовановски, председател на Мобилност Македонија. Тој јавно ги изнесе барањата за подобрување на условите за живот на лицата со телесен инвалидитет, поголема пристапност на здравствените објекти, соодветна лекарска опрема и апаратура, бањско и климатско лекување, зголемување на листата на лекови како и ортопедски помагала, се потребните измени и дополнување во Законот за здравствена заштита, вели Јовановски. Лицата со инвалидност целосно го имаат правото да бидат граѓани, порача тој и додаде дека тие го имаат правото да бидат заштитени и поштедени од дискриминација, како и рамноправно да ги уживаат своите човекови права. Лицата со инвалидност ниту се болни, ниту се неспособни. Тие немаат потреба да лежат во болница за да се стекнат со основното право на медицинска рехабилитација која ќе им го сочува она што преостанало од функцијата на нивното тело. Ортопедските помагала со ниски референтни цени за кои објективно и не може да се добие задоволителен квалитет и функционалност, потоа долги рокови на користење. Се земам пример само ортопедски чевли. Замислете, рокот за ортопедски чевли е 18 месеци. Јовановски се осврна и на барањата до институциите на државата за премостување на архитектонските бариери, пред се во објектите за спроведување на настава во основното, средното и високото образование, како и проблемот со вработувањето на лицата со телесен инвалидитет. Голем број на лица со телесен инвалидитет кои не го формирале своето образование и останале неконкурентни на пазарот на трудот се евидентни од податоците што можете јавно да ги најдете на страната на Агенцијата за вработување на Македонија. На 31.12.2016 година имало активни баратели на работа од редот на лицата со инвалидност 1490, од кои 841 лице без образование или со основно образование и дополнителни 290 лица со непотполно средно образование. Ова бројка чини отприлика 1100 лица и ако пресметаме тоа се 4/5 од лица кои се тотално неприфатливи, неконкурентни на пазарот на трудот. Во Агенцијата за вработување се евидентирани 80 на инвалидни лица, но таа бројка е далеку поголема со оглед на фактот што голем број од нив не се пријавуваат, бидејќи и пристапноста до институциите им е проблем. Од Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност сугерираат новоизградените објекти, посебно од административен карактер, да не можат да добијат употреба за дозвола, додека не ги задоволат стандардите и принципите за пристапност на инвалидни лица. Четвртиот квартал годинава ќе биде значајно подобар од третиот квартал, што значи дека македонската економија во 2018 година ќе тргне сериозно напред и може да го достигне тоа што го проектираат сите релевантни институции. Ова го изјави министерот за финансии Драган Тевдовски, како по еден квартал стагнација и уште еден во негатива, во третиот квартал економијата пораснала за 0,2%. Ние сме апсолутно сигурни дека буџетскиот дефицит проектиран за година во 2,9% од бруто домашниот производ ќе биде оставен и нема да биде надминат, па дури ќе биде и понизок, рече Тевдовски. Вестите од Македонија во продолжение.
Министерството за економија со буџетот од 2018 година ќе одвои 45 милиони динари субвенции за граѓаните за спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Со овие средства ќе се поттикнува купување на нови печки за грејење на пелети, вградување на сончеви колектори и изведба на нови ПВЦ и алуминиумски прозори во домовите. Од следната година домаќинствата ќе имаат на располагање дополнителна нова мерка за купување на ефикасни печки за грејење на пелети. Ова го изјави министерот за економија Крешник Бехтеши на пресконференција. Тој појасни дека со годинешниот буџет се издвоиле 36 милиони динари за субвенционирање на граѓаните при купување на сончеви колектори и вградување на нови прозори во домовите. Со ребаланс на буџетот за 2017 година биле обезбедени дополнителни 16 милиони динари за мерката за замена на старите прозорци во становите на граѓаните, така што бројот на корисници на оваа мерка бил зголемен на 1327. Воедно со ребалансот на буџетот за 2017 година имало обезбедено дополнителни средства и за вградување сончеви колектори, со што рекордни 1794 домаќинства обезбедија нови уреди за затоплување на водата во нивните домови. Повиците за субвенционирање на граѓаните вообичаено се објавуваат на почетокот на годината, додека пријавувањето на граѓаните се одвива во периодот од неколку месеци. Според податоците на Државниот завод за статистика, локалните власти во текот на октомври 2017 година одобриле изградба на 929 нови станови со вкупна корисна површина од 74.963 метри квадратни. Споредено со истиот период лани, бројката на предвидени станови за градење е зголемена за 37,6%, додека нивната вкупна квадратура пораснала за 43,7%. Најголем интерес од инвеститорите имало за изградба на двособни и трисобни станови. Во Скопскиот регион биле издадени одобренија за градење на 569 нови станови, додека општина Карпош со 250 предвидени станови била апсолутен лидер на ниво на целата држава. Според статистичките пресметки, во октомври 2017 година се издадени 400 одобренија за градење, што е за 37,5% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Предвидената вредност на објектите изнесувала 3 милиарди 991 милион 579 илјади денари, што е за 41,3% повеќе во споредба со истиот период лани. Од вкупниот број на издадени одобренија за градење, 245 се наменети за објекти од висока градба, 38 за објекти од ниска градба и 117 за објекти за реконструкција. Од вкупно 400 објекти, кај 282 како инвеститори се јавуваат физички лица, а кај 118 објекти инвеститори се деловни објекти. Четири лица загинаа при воздушен напад врз зградата на државната телевизија во јеменскиот главен град Цана, кој е под контрола на шиитските бунтовници Хути. Според бунтовнички извори, нападот врз телевизијата Јемен ТВ го извршиле авиони на арапската коалиција предводена од Саудиска Арабија, која поддржува меѓународно признатата влада на Јемен, во која доминираат суниите. Загинатите биле вработени како чувари во телевизијата. Вестите од светот во продолжение. Илјадници израелци минатата ноќ излегоа на улиците во Тел Авив на протест против корупцијата и побараа оставка од премиерот Бенјамин Нетањаху. Според весникот Аерец, околу 10.000 луѓе учествувале на синокешните протести во Тел Авив, а само стотици се појавиле во Хаифа. Според израелските медиуми, демонстрантите сега се помалку бидејќи популарноста на премиерот се зголеми откако американскиот претседател Доналд Трамп го призна Јерусалим како главен град на Израел. Демонстрантите извикуваа срам мафија и Биби Одиси. Протестот беше представен како непартиски, а дел од учесниците носеа маички со зборовите ниту десно, ниту лево. Тие извикуваа слогани против Нетањаху, кој беше испрашуван во рамките на 2 истраги за корупција и против главниот обвинител Авишај Манделбилт, обвинет за прикривање на премиерот.
Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху при дводневната посета на Париз и Брисел остро го критикуваше европското лицемерие и двоен стандард, соопштува електронскиот весник Times of Israel. Пред да се качи на авионот за Париз, Нетањаху изјави пред медиумите дека иако придава големо значење на Европа, тој не може да толерира како некои земји побрзале да го осудат признавањето од претседателот Доналд Трамп на Ерусалим како главен град на Израел, но не го осуди ракетниот оган над Израел од Газа во изминативе 2 дена. Иако ја почитувам Европа, не сум подготвен да прифатам двоен стандард од неа. Слушам гласови од таму кои ја осудуваат историската изјава на претседателот Трамп, но не сум чул осуда на ракетните истрели врз Израел. Не сум подготвен да го прифатам ова лицемерие, вели тој. Време е за метео информациите. Од утре следува период на променливо и немногу студено време, а ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Утринските и дневните температури ќе бидат во постепен пораст, а поголемо наоблачување со слаб дожд во западните делови ќе има од среда кон четврток. Ново наоблачување со изгледи на поинтензивни врнежи се очекуваат за време на следниот викенд. Тука го завршуваме дневникот, ви благодарам за вниманието. Пријатно ја станете на програмата на К1 телевизија.